Во 2013 година изгоре едно од најпрепознатливите обележја за влюбениците во Националниот парк Пелистер, планинарскиот дом Копанки. Огнената стихија уништи се освен темелите и некои ѕидови, но и тие веќе 6-та година се тресат. Планинарите велат дека домот е нивен и дека сакаат да го обноват. Ние не се откажуваме од домот. Ние домот сме го наследили од претходните генерации планинари, ние сме само чувари на тој имот. Општината Битола има спротивен став дека домот е државен имот. Од секогаш била дискутабилна, самата легализација на планинарскиот дом Копанки, особено добивање на сопственичкото право. Ке никнели Копанки повторно на Пелистер. Последната асфалтирана површина до која може да се стигне ако сте тргнале на Пелистер е паркингот пред хотелот Молика. Оттаму почнуваат и патеките за пешачење низ Националниот парк, но и жичарницата која води до ски патеката. Овие рути за движење се единствениот начин за транспорт и за членовите на планинарското друштво Пелистер, кои се обидуваат да го обноват планинарскиот дом Копанки погоре на планината. Вреките песок, складирани покрај почетната станица на жичарницата, говора дека работата не оди како што треба. Кога ќе ни ја затвора жичарата, одиме радиаш или со трактор, или со коњи, или па на раце, тргаме железа радиаш по патот и носиме до таму. Не ни дозволуваат да можеме да се движиме како што треба и да работиме како што треба. 10-минутното возење со жичарницата скратува повеќе од половина час пешачење, потребно за да се стигне до станицата на надморска височина од 1600 метри, каде се наоѓа и Копанки. Сликата што не пречека се рагјосани железа, урнати ѕидови и остатоци од парниот котел кој зимата во 2013 година го пеплоса домот. Колку можат, со оглед на условите, планинарите почнале сами да градат и да ѕидаат, откако во 2015 година се изборија за легализација и собственост на објектот. Лани ни дозволија, однесовне, работите, и е туризмне плочата ние. Плочата е туризмне правата и не гледаш колку стубој се турија. Се работеше под полна пара. Но по смената на локалната власт во 2017 година се сменија и околностите за Копанки. Општината ја оспори собственоста на објектот. Ова година, дојдеа во заклучок да не ја пуштат поќе, да не закочат. Како и како да не можеме да одиме да напредниме поќе. И останавме многу назад. Ова е 5-та година, нашите деца не може тука да доваѓаат и да уживат. Планинарското друштво Пелистер е собственик и на жичарницата, но таа е дадена под концесија до 2021 година на хотелот Молика, чиј газда пак е државната Елем Турс. Од компанијата ги отфрлаат обвинувањата дека ги спречуваат обидите на планинарите да го изградат Копанки, но велат дека и не можат да дозволат во корпите да се ставаат песок и градежни материјали поради можни оштетувања. Додека на планината главната расправија е за транспортот на материјали до домот, во градот битката е административно-политичка. Кога домот изгоре во 2013 година, тогашната опозиција, а сега власт во Битола, бараше општината да ја помогне реконструкцијата. И советниците и пратениците од опозицијата побараа финансиски средства од општината и од државата за отпочнување и целосно реконструирање на домот Копанки. Но нашите барања од страна на власта беа одбиени. Наместо да даде пари, тогашниот градоначалник Владимир Талевски од редовите на ВМРО ДПМНЕ се обиде да ја земе собственоста на домот под општинска капа, тврдејќи дека објектот е дивоградба. Во 2015 сепак го легализираше на име на планинарското друштво Пелистер, но до крајот на мандатот не одвои средства од општинската каса. Новата градоначалничка Наташа Петровска од СДСМ, брзо постапувањето на функцијата, наместо да даде пари за Копанки, прво ги повика сите битолчани да се зачленат во планинарското друштво. И од денешна перспектива смета дека постапила исправно. После таа моја изјава, и можете тоа да го проверите,
Во мај месец, мислам дека беше, чинам 5 мај 2017 година, е променет статутот на ПСК Пелистер, во кој што, пазете, ограничувачка е можноста на зачленување во истиот планинарски клуб. Тоа покажува дека сепак нечии намери не се така искрени како што сакаат да бидат прикажани. Бидејќи знаете како, ако сите битолчани членуваме во ПСК Пелистер, сите заедно ќе ги носиме одлуките. Откако таа неизина идеја не поминува, во јуни годинава општината делумно го поништува решението за легализација од 2015 година на градоначалникот Талески. Нема измени во делот за легалноста на објектот, но делот од решението со кој, како носител на правото на сопственоста на објектот, се утврдува лицето спортски клуб Пелистер, се огласува за ништовно. На ваквата одлука планинарите се жалат до Министерството за транспорт и врски. Тоа носи одлука во корист на планинарите, со која го поништува последното решение на општина Битола. Второстепената комисија во транспорт вели, не може да се поништи еднаш дадено решение за легализација, ако кон списите на предметот не постои барање за утврдување на правен статус за истиот бесправно изграден објект од друг барател. Според градоначалничката, решението е негативно поради правни финеси, кои вели дека ќе се исправат. Општина Битола ќе ги разгледа сите детали кои што во решението се спомнати и треба да се запазат во кога мислам да се запазат во спроведувањето на правната процедура. Значи тоа се финеси при правното изразување ќе бидат запазени, меѓутоа целта и понатаму останува и ќе биде реализирана. Затоа што сите правни инстанции кои што сум ги консултирала апсолутно потврдуваат дека во дадениот случај легализацијата не е законски спроведена. За планинарите пак, решението од Министерството за транспорт е јасно и во нивна полза, дека Петровска не смеела да им ја одземе собственоста над Копанки и дека домот конечно е нивен. Тоа му го може суд, не може Наташа Петровска, не може локална самоуправа. Во меѓувреме, никој од страна на државата не се проявил како странка да ја застапува државата и да го впише тој имот како државен имот. И доколку се појавил, не знам со каква документација би располагал таквиот субјект. Алушевски има и порака за Петровска по нејзиниот обид сите да се зачленат во планинарското друштво. Во тоа гледа обид за партиско преземање, иако признава дека статутот претрпел одредени измени. Се предвидува одреден приправнички стаж на новопримените членови. Тој приправнички стаж предвидува соодветна обука за престој на планина, преживување, ориентација, стекнување на одредени вештини и така натаму. Ние, следејќи ги препораките на Федерација на планинарски спортови, особено по немилиот случај, кога имавме 2 жртви на кај Макчелан, ги вметнавме тие измени во статутот, но тоа не значи дека некој е спречен да биде член во нашето здружение. И двете страни досега предлагале своји решенија. Едно од нив било општината да го изгради, а друштвото Пелистер да стопанисува со планинарскиот дом 15 години. Друг предлог е општината финансиски да помогне во изградбата, а планинарите да дадат 10.000 ноќевања за битолските ученици на Копанки како компензација. Но договор не само што нема, туку се чини се подалечен со оглед на битката за сопственоста. Копанки засега останува да биде збирно место за топол чај во ладните зимски и свежите летни денови, само во спомените.